Господине Мисовски, мислам дека и вие и целокупната македонска јавност виде дека пратеничката немаше дополнително прашање. Доколку министерот сакал да одговори на прашањето, има можност на поставеното писмено прашање да даде целокупен одговор на истото. Ќе ги ставите ли малку во ред? Што дада? Се извинувам да го изслушаме колегата. Ќе ве молам. Ќе му одговорам на процедуралното. Тоа е моја обврска, не е ваша, почитувани братеници. Ги молам пратениците за тишина. Значи, ја би ги замолил министрите и замениците министри, вместо да се расправаат со пратениците, да одговараат на точно поставените прашања, за да можеме ние, како пратеници, на барање од граѓаните, да добиеме конкретни одговори, за да можеме да се вратиме назад и да им ги одговориме тие прашања на граѓаните. А вие, на прашања конкретни поставени, давате широки одговори или воопшто не одговарате на точната тема за која што се зборува и сега ќе даваме дополнително време за одговор на министри да се дообјаснуваме тука, кога можеа тоа истото да го направат во самото пратеничко прашање. Затоа, господине Мисовски, ве замолувам да ставите ред и да не дозволувате да излегуваме надвор од деловник и процедури за работа на Собранието на Република Македонија. Ви благодарам. Ви благодарам, господине Мицевски.